од новосоздадената вредност во стопанството 40% оди за бруто добивка за сопствениците и за даноци од добивката, а 60% само за 300-400 вработени како бруто, па од нив се одземаат законските давачки. И тоа е вториот елемент што во Македонија, покрај нивото на развиеност, дополнителната распределба ги прави платите лоши. Тие што се до 24, значи над 24.000, треба да земеме предвид дека инфлацијата за нив не е 4%. Пошто инфлацијата се состои од многу елементи, групи на производи, услуги, култура. Што пониска е платата, луѓето се упатени да трошат само на одреден вид на производи, особено храна, енергија и домаќинство, кое мора да го плаќа. А то ни се лишуваат од другите видови на потрошувачка. А инфлацијата е кошничката на индексот на трошоци на живот е голема, 600 производи во Македонија. Кога си во посиромашната група, ти си упатен не само на храна и енергија, туку на основна храна, не на високата категорија. Таа храна многу побрзо поскапуваше во последниве 2-3 години од другите. Ако работодавачот, каде што има 50% од вработените, пример, 30% со минимална плата, се договори да ми ја покачи од 24 на 28. Владата и да сака не може се меша во тоа. Така што позицијата на владата, ако се договорите со нив не се мешам, е ставање на проблемот под тепих.